Здраво и добро дојдовте во уште едно видео, каде што ова видео ќе збориме за култура на зиготски ембриони. Но, пред да збориме за култура на зиготски ембриони, да видиме како се одвива процесот на оплодување и формирање на зиготски ембриони. Значи овде имам работи кои ги разгледавме во претходното видео, но сепак ќе ги повториме на кратко. Овдека лево имаме цртеж од плодник, има устенце, има столпче, има овариум. Во овариумот имаме овули, така овие беа овули, и ако би ги зумирале изгледаат на следниот начин, нели кај што има интегументум, нуцелус, ембрионална торбичка и така натаму. И сега ако би го зумирале овој дел, ќе видиме што имаме тука. Нели имаше процес при кој се добиваше ова, но во горниот дел, кај халазата, имаме три клетки кои имаат N број на хромозоми, антиподи. Во центарот имаме едно секундарно јадро, кое всушност е формирано од две поларни јадра. И во микропиларниот дел имаме две клетки синергидии, нели кои имаат целулази и пектинази, ензими, и имаме една јајна клетка. Во ред. Да видиме сега како се одвива процесот на оплодување. Првично, кај устенцето на толчникот ќе застане едно поленово зрно, со сина боја што го бележам. Внатре во поленовото зрно имаме спермални клетки, имаме вегетативна клетка. Вегетативната клетка ќе образува нешто што се нарекува поленова цевка. Така ќе земам подебело вакво, се познава. Значи поленова цевка која ќе иде низ столпчето, така патува и ќе стигне до овулата. Вред, на следниот начин. Односно, поленовата цевка ќе влезе преку микропиларниот отвор. Вред, значи вака ќе влезе поленовата цевка, како што прикажувам овде. И сега, што ќе се случи? Поленовата цевка на некој начин ќе се взбие така помеѓу синергидиите. Значи, вака некако, тука вака ќе дое поленовата цевка. Во ред, повторно да цртам некако поубаво. Тука ќе дое поленовата цевка. Е сега, низ поленовата цевка ќе пристигнат двете спермални клетки, ќе бележиме со нека бидат сина боја. Така, че овие се спермални клетки. Или пак се нарекуваат спермални јадра, кои имаат N број на хромозоми, и имаме вегетативна клетка, која нема голема улога, едноставно служи за правење на поленовава цевка. Е сега, овие спермални јадра, односно сперматогени јадра, некој се нарекуваат, служат во процесот на оплодување. Така, значи една од нив ќе се фузионира со јајната клетка, да речеме дека оваа така ќе се фузионира со јајната клетка и ќе образува нели 2N клетка, бидејќи нели јајната клетка има N број на хромозоми, спермално јадро има N број на хромозоми и тоа што ќе се добие е всушност нели 2N и тоа е диплоидниот зигот. Додека другата спермално јадро ќе се фузионира со секундарното јадро и ќе се образува триплоидно јадро. 3N јадро. Сега, од диплоидниот зигот со понатамошни делби ќе се образува всушност зиготскиот ембрион, нели за кој е видеово, така ќе бележиме со виолетова боја, че од него ќе се образува зиготски ембрион. Додека од триплоидното јадро ќе се формира хранливото ткиво, односно ендоспермот. Ред, значи од триплоидново ќе се формира ендосперм. Тоа е храна, ќе бележам. Тоа всушност ќе биде баш храна за ембрионот. Во ред. И по оплодувањето, синергидиите и антиподите се распагаат внатре во плодников. А вегетативното јадро дегенерира внатре во поленовата цевка. Значи ова вегетативна клетка, односно вегетативно јадро, дегенерира внатре во поленовата цевка. Во ред, значи изумира и синергидиите плюс ја разградуваат целата оваа поленова цевка. А антиподиве се распагаат внатре во ембрионалната торбичка, но општо внатре во плодникот, од другите овули. И од кога се ова ќе се заврши, всушност од оваа овула, така значи ова, односно семенов зачеток или пак овула, од ова сега ќе се развие семето.
Сега од ова, ќе оближиме, се развие семе. Во ред. Сега, семето содржи 3 компоненти. Ова семето. Значи, содржи семенова, односно семена обвивка, или пак семеница наречена. И сега, од кога се случило оплодувањево, и од кога се образувало семево, плодникот започнува длабоки промени, така, што доведува до интензивен развиток на ѕидовите на плодникот. Во ред? Значи, ѕидовите на плодникот сега ќе се у наводници задебелат, ја вака некако ќе го презентирам тоа, значи ќе станат поддебели ձидовите на плодникот и всушност образува нешто што се рекува околуплодник или пак перикарп. Океј, значи околуплодник или пак перикарп. И понатаму, всушност, плодот кој ќе се добие, така, ќе биде образуван од овариумот, односно од плодницата. Така, од овој дел ќе се образува понатаму плодот, додека столбчето, така и устенцето дегенерираат. Значи, ова се распаѓа. Вред, значи, ова дегенерира, останува само овариумот и од него ќе се развие понатаму плодот. И плодов ќе може да расте, бидејќи ги искористува хранливите материи, нели, кои беа образувани од триплоидното јадро, односно ендоспермот, и плюс други клетки кои имаат резервни материи. Сега, овој процес на формирање на семе од оплодена јајна клетка е нормален процес, така и се нарекува амфимиксис. Вредно, че овој процес, вака што го разгледавме, нормално што се случува во природа, се нарекува амфимиксис. Кај некои скриено семени растенија може да се формира семе и плод без да се изврши оплодување. И ова појава се нарекува апомиксис. Значи имавме амфимиксис, каде што имавме оплодување, и имаме апомиксис, или пак исто така се нарекува адвентивна ембриогенеза. Адвентивна ембриогенеза, каде што всушност немаме оплодување, така, значи без оплодување. И ова се случува, значи, кај некои скриено семени растенија. И во овие случаи ембрионот се формира од различни делови на семеновиот зачеток. Во ред, значи тоа може да бидат интегументумот, нуцелусот или клетките на ембрионалната торбичка. Значи, при апомиксис, ембрионот се формира или од, сега бележам со црвена боја, или од интегументумот, или од нуцелусот, или од ембрионалната торбичка. Во ред, значи, од тие три дела може да се формира. И поради тоа разликуваме различни видови на апомиксис. Првиот е партеногенеза, каде што имаме формирање на ембрион од најчесто хаплоидната јајна клетка, но дека и некој растенија може и да биде диплоидна јајна клетка без да биде оплодена. И се добива хаплоидно или диплоидно растение, нели, понатаму. Нареден е апогамија. Значи, апогамија е кога се развива со делба на синергидиите или пак антиподите. Значи, од нив, они ќе почне се делат и развиваат ембрион. Трето е апоспорија. И тоа е кога имаме развивање на ембрион од клетките на интегументумот или пак од нуцелусот. И последно е полиембрионија, што е процес, односно појава на формирање на два или повеќе ембриони во едно исто семе. Така, при тоа паралелно со развитокот на нормалниот ембрион, дали се развиваат ембриони кои потекнуваат од интегументум или нуцелус. Значи, може едното настанало при нормално оплодување, а да се направил и втор ембрион од вакво неоплодено оплодување. И ќе добиеш семка која што има два плода, и ова може да сте го забележале, нели, ако сте јаделе семки на пример од кајсија, ја кршите семката и внатре има како две плодчиња всушност. Ретко е, али се случува. Ајде да ги разгледаме сега стадиумите на развиток на зиготски ембрион. Првично започнуваме од оплодената јајна клетка која, нели, има 2n број на хромозоми. Таа се дели инеквално, односно нееднакво, и се добива една апикална клетка која е помала и се добива една базална клетка која е поголема. Во ред, че оваа базалната клетка понатаму всушност ќе од нејзе ќе се добие суспензор, па ќе се добие корен и коренова капа. Ќе го видиме подоцна. Сега, апикалната клетка,
Така, значи апикалната клетка се дели надолжно два пати. Во ред, значи има две митотски делби. И кога имаш две митотски делби, се добиваат 4 клетки. Значи од една се добиваат 2, од 2 4. Сега, се добиваат 4, но овдека кога ќе ги цртам изгледаат како 2. Поради тоа што ако би го гледале например ова од горе, би изгледало на следниот начин. Така, овдека од горе 4 клетки се, но ние гледаме од оваа овдека страна и затоа изгледаат како 2. Во ред. Значи, да не ме буди тоа, иако пише 4 клетки, така пише 4 клетки, само 2 гледаме, слушно се 4, бидејќи има нели 2 од таа таму страна. Во ред. И оваа фаза се нарекува квадрант. Сега, од овие 4 повторно се делат една митотска делба, но сега напречно се делат и се добиваат 8 клетки и оваа фаза се нарекува октан. Во ред. Повторно 8 клетки, иако вдека гледате 4, има уште 4 од таа страна. Пробав вдека го нацртам како би изгледало. Например, ние вдека вака го гледаме и затоа гледаме 4, но има 4 од другата страна. И сега од долнава базална клетка и она почнува да се дели и дел од базалната клетка станува нешто што се вика хипофиза. Така, значи ова што е како бледо-виолетово вдека обоено, тоа е хипофиза. Исто така се добива тоа што се нарекува суспензор. Значи ова веќе надоле се нарекува суспензор. Во ред. Сега ја ќе оцртам со 2 или со 4 клетки, зависно од кај ќе гледате слики, ќе има различен број на клетки, ќе гради една кончеста структура која е долга, но да не ја оцртам цело време како кончеста структура, односно ќе цртам мал број на клетки. Во ред. Значи го имаме овој октан, така, кој понатаму продолжува тој да се дели. Во ред. Повторно уште една делба и добиваме сега 16 клетки. Фаза која се нарекува дерматоген. Сега, надворешниот слој на клетки од овој дерматоген формира нешто што се нарекува протодерм. А од тој протодерм понатаму ќе произлезе епидермисот. Во ред, значи надворешниот слој на клетки е протодерм од кој ќе произлезе епидермис. Во ред. Сега, внатрешните клетки продолжуваат да се делат надолжно уште неколку пати и сега стигнуваме до фаза на глобула. Сега одека гледате тие сините како клетките се ишпартани само, бидејќи има голем број. Нормално нема сега тука да цртам кој за колку клетки. Затоа ишпартано има голем број. Во ред. Апикалниот дел од оваа глобула, површинскиот, ќе представуваат зачетоци на котиледони. Во ред, значи тие ќе бидат зачетоци на котиледони. Централниот дел од глобулата ќе биде зачеток на прокамбиум, понатаму, додека некои клетки вдека како со жолто што сум ги бележал од прилика, ќе бидат клетки на основен апикален меристем. Во ред. Океј, сега од оваа фаза на глобула продолжува да се делат клетките. Во ред. Значи има делба и стигнуваме до наредниот стадиум кој се нарекува стадиум на срце, односно срцев стадиум. Јас сум бележал срце, но можете да се забележите како срцев стадиум. И сега повторно и овде имаме огромен број на клетки, затоа е само така како ишпартано, но овдека овој дел на клетки всушност се тие нели кои беа зачетоците на котиледоните. Во ред, гледате зачетоците на котиледони, затоа со истите бои продолжив, портокалово. Во овој овдека дел се наоѓаат тие кои се клетки на основен апикален меристем, овдека се на прокамбиум и овдека веќе интересно е клетките на хипофизата, така нели имавме овдека нешто што се нарекуваше хипофиза. Така, ева со црвена боја заокружен, повеќе се познава. Во ред, и таа нели си продолжуваше, но сега во срцевиот стадиум од таа хипофиза почнува да се образува меристем на корен, од кој тука ќе произлезе и кореновата капа. И гледате, дали хипофизава произлезе од базалната клетка. Ај вака да се вратиме назад. Така, значи имавме оваа базална клетка и од таа базална клетка произлезе суспензор. Така, дел од суспензорот всушност стана хипофиза и сега од таа хипофиза произлегува корен и коренова капа. Меристем на вакво корен. Во ред, значи имаме сега срцев стадиум. Не ќе да ве збудам, само сакам онака да објаснам. Сега, со понатамошни делби, ова ќе се дели уште ќе се дели, почнува да се издолжува и влегуваме во еден стадиум кој се нарекува торпедо или котиледон.
Зависи од литература до литература и зависи во кој дел го фатиме и така натаму, но ние ќе го крстиме со двете имиња. Сега, не е, значи веќе има толку многу клетки што нема логика да ги шпартам, едноставно ова е веќе нешто што го гледате со голо око, ова е веќе големо парче. Ако отвориш семката, така, која не е изртена, нешто вакво би видел внатре во семката, значи ова се наоѓа внатре во семка. Вред, не дека ова е растение. Мислам, не дека е големо како во земја да стои, него ова се наоѓа внатре во семката се уште. И што имаме овде? Имаме котиледони. Гледате, со портокалова боја се блежени, значи они доаѓаат од ова. Така, значи имаме котиледони, имаме апикален меристем, што е тоа овде. Така, имаме хипокотил, кој е главно образуван од клетките на прокамбиумот, меристем на прокамбиум. И има некои клетки, нели, кои се од основните овие сините клетки. Така имаме тука сини клетки кои, нели, се основни клетки за пополнување на наводници, но има и од прокамбиумот, имаме и нешто што е, нали, корен, кој е образуван од вакво хипофизата, нели, која понатаму образуваше меристем на корен, коренова капа и така натаму, нели, тоа што беше со бледо виолетово. Доека суспензорот дегенерира. Значи овој суспензорот дегенерира, иако овде имам како малку виолетова боја, така, значи има овде малце виолетова, главно дегенерира, но дека сум бележал како нешто да останало. Значи тоа беше тоа. Сега, ајде вака ќе поминеме брзо, колку онака за кратко подсетување. Една, се прават две од горната, после две делби се прават 4, од 4 се прават 8, од 8 се прават 16. Овдека од базалната се формира суспензор и хипофиза, така, значи црвена се формира хипофиза и суспензор од базалната клетка. И добро се дели, глобула, така натаму, од хипофизата станува меристем на корен, а од тој понатаму ќе се добие коренова капа и коренче. Сега ќе видиме процесов низ некои убави слики. Така, нормално ќе се разликува, малце ќе биде збудувачки, но ако го разгледате од повеќе примери, ќе ви стане појасно. Значи, еве, имаме апикална клетка, така, базална клетка, па имаме две делби, две делби, па стигаме до 8 клетки. Сега овдека повторно бележи се само 4, но еве пишува тука 8, тоа многу често збудува, бидејќи тука позади има уште 4. Вред. Пидеме 16, ова беше фаза дерматоген, нели, каде што надворешното вакво беше продермот, каде што после од него ќе се образува епидермис. Имаме, добро, хипофизата, вред, иде глобуларна фаза, или имаме тука меристем на прокамбиум, на апикален меристем, на котиледони, вред, се добива доцна глобуларна транзиција, стигнуваме срце фаза, и на крај добиваме ко сидлинг, односно тоа што расте од семето. Вред, например, кога ќе ставиш семка и првично излегува ова. Бидејќи ова се наоѓа всушност семето и искача како коренче, такво. Имаме апикален меристем, ги имаме котиледоните, имаме хипокотил кој беше од прокамбиумот, имаме овдека, нели, коренче со коренова капа, која произлегува од меристемот на корен. Дека повторно имаме истото, го видите и така. Сега да спомнеме само уште некои работи. Значи, од кога ќе поминат целиот овој процес и кога ќе се развиваат растенијата, тие се здобиваат со нешто што може да речеме како организацијска шема. Вред, значи растенијата имаат базно апикална оска, така, имаат, односно поларност, така, кај е стебло, кај е корен, имаат радијална симетрија. Вред, тоа радијална симетрија значи ако го исечам растенијето наложно, така како имаме едно дрво вака, и го исечам вака, кога ќе го видиш ќе биде симетрично. Така, например, ќе има некоја шара која ќе го исечеш, така вака кога исечено дрво ќе направиме тука, и ќе има што и да има ќе биде симетрично. Нема само на десната страна примерно да има нешто, на левата да нема. Значи симетрично ќе биде. Исто така при процесот на ембриогенеза се формираат понатаму и апикални меристеми кои остануваат цел живот. Значи апикалните меристеми се наоѓаат на вакво горе на стеблото, така и на врвот на коренот.
и од тие краеви расте. Така таму се формираат нови изданоци и така натаму. Значи апикални меристеми на врх на стебло и доле кај коренот и му траат во периодот на целиот живот. Сега, фазата, одnosno ембриогенезата, сега можеме на некој се начин да поделиме на 3 фази или стадиуми, каде што првата е создавање на ембрионот, нели што го видовме на почеток на видеото, кај беше тука, создадовме ембрион, така, демавме спермални јадра кои се поја со вакво јаната клетка и создавме ембрион. Потоа иде созревање, одnosno стадиумите, така овдека ова што го видовме. Исто така овдека при овие стадиуми они акумулираат резерви, дикотиледони кај дикотилните растенија или ендосперм кај монокотиледоните, и понатаму овој ембрион и семето, ембрионот кој се наоѓа внатре во семето, се сушат и се спремаат за дорманција. Така, значи они седат и чекаат пролет да дојде. Или нормално зависи од растенијето, некои вакво вртат порано, некои покасно. Но дормантни се главно за време на есен и зима. Ова го немавме кај соматската ембриогенеза, кога зборевме за соматска ембриогенеза, спомнавме дека кај соматска немавме дорманција, но овде имаме. Сега всушност ќе го разгледаме култивирањето на зиготски ембриони во инвитро. И просто кажано, едноставно ембрионите се изолираат, така, и понатаму се култивираат на вештачка хранлива подлога. Сега, кога ги изолираме, ние можеме да ги изолираме во различен стадиум од развој. Така, и различниот стадиум на развој, одnosno кога сме ги изолирале, еден од главните фактори кои детерминираат колку ќе биде успешно култивирањето. Така, значи ако е помладо, ако е постаро и така натаму. Сега, врз база на тоа кога сме го изолирале и со колкаво ткиво соседно сме го изолирале, во ред, можеме да поделиме на култура на незрел или зрел ембрион, култура на ембрион со се ембрионална торбичка, или култура на ембрион со се овулната цела. Во ред, тие се трите главни типови на култури. Сега, зошто е главната причина на користење на зиготски ембриони? Зиготските ембриони се користат кога имаме ембриони од хибридни, така хибридни растенија, одnosno кога вкрстуваме две растенија кои се од различен вид, така, и тие можеби ќе се оплодат, но ембрионот не може да се развие до крај во природни услови, така што не може да даде растение. Но ние во дадена фаза од раздвојот можеме да го изолираме тој ембрион и да го одгледаме во инвитро услови, одnosno да го култивираме. И тоа е главната примена. Сега, зошто воопшто се јавува нецелосен развој на ембрионите на тие при вкрстување на некои си растенија, одnosno на хибридни ембриони, е поради неспособноста на ендоспермот нормално да го храни ембрионот или инкомпатибилност на ембрионот со мајчинското ткиво. Веројатно, обично тие се двете главни причини за неуспешност на ембрионот, али ние со култура можеме да ги избегнеме, бидејќи ќе го изолираме и ќе го култивираме и така натаму. Значи, главно е за хибридни ембриони кои во природни услови не би успеале да дадат раст. Сега да спомнеме некои интересни работи поврзани со ембрионалниот развиток. Значи, првично кога имаме оплодена јајцеклетка, така значи само што била оплодена, сега станала диплоидна, одnosno се образувал зигот и дали веќе почнала зиготската ембриогенеза, таа првично е во хетеротрофна фаза, одnosno се исхранува со ендоспермот, кој доаѓаше од триплоидното јадро. И таа хетеротрофна фаза трае се некаде до срцевиот стадиум. Во ред, некаде после срцевиот стадиум започнува автотрофна фаза. И ние обично изолираме пред да се деградира целиот ендосперм. Во ред, сега тоа зависи колку време ќе треба за тоа да се случи, зависи од растение до растение, но отприлика си има некои протоколи. Сепак повторно зависи од што сакаме да постигнеме, но тоа е како некој си општо правило. И во култура, што подолго е ембрионот, тоа се помалку и помалку е зависен на хранливата подлога. Во ред? А не сакаме да го изолираме кога е многу мал, така ако го изолираме кога е многу мал, има голема шанса дека ќе го оштетиме. Така што го изолираме кога малце ќе порасне, али уште не е автотрофен. Сега ќе спомнеме нешто за хранливата подлога, иако нема нешто што посебно се каже, едноставно си ги има компонентите како секоја хранлива подлога. Нормално соодносите на различни компоненти ќе бидат различни, но
тоа се прави спрема протокол, нема некои општи правила кои може да се следат. Значи хранливата подлога, односно медиумот, си има минерални соли, витамини, органски комплекси како кокосово млеко, казеин хидролизат и така натаму. Сега единствено битно е да се запази осмолските активни материи, колка е концентрацијата, односно колку е мелиосмоларноста на медиумот да биде сличен со природната средина, нели, на зиготскиот ембрион, која се ја сретнуваме, нели, виво. Тоа треба да се запази, тоа главно се постигнува со тоа колку јагле хидрати ставаме. Ништо посебно. Сега може да се користат и фитохормони, така да се ставаат екзогено аплицирани. Они главно го стимулираат растот на ембрионите, но може и да го инхибираат. Нели, како секое видео, може и тоа и може и тоа. Значи тоа е главното што треба да се спомне за хранлива подлога. Има и други, нели, соединенија, некои извори на азот, глутамин и така натаму. Али ништо посебно важно. Ајде сега неколку зборови за култура на ембриони во семенов зачаток, односно овула. Значи, кога имаме култура на зиготски ембриони, не мораме да го изолираме ембрионот од ембрионалната торбичка, бидејќи тоа е прилично захтевен процес. Можеме да култивираме цел цвет, бидејќи, нели, во цветот го имаме плодникот, каде што имаме овариумот, каде што ги имаме овулите, каде што го имаме ембрионот, така. Значи можеме цел цвет да култивираме. Можеме овариумот, можеме плацентата со овули или пак овулата сама. Ево дека ќе се вратиме горе на сликата за да биде појасно. Ако не ви се јасни термините, може да не ги знаете. Значи можеме цел цвет, ајде сега вака со некоја поголема боја, цел цвет, овдека, нели, е целиот цвет, овдека има листови и така натаму. Можеме само овариумот, така, значи само овој дел. Можеме плацентата со овули, значи ова, или пак самата овула. Значи овула, плацента со овули, овариум, цвет. Поред? Значи можеме различни работи да изолираме и да култивираме и сите тие ќе ни дадат најчесто успешно, нели, регенерирано растение понатаму. Но ова не може да се прави со сите, нели, ембриони. Повторно има некои каде што всушност пречи мајчиното ткиво. И затоа воопшто и правиме култура за спречиме оштетување од самата мајка. Но има голем дел од растенијата кои би можеле вака да ги култивираме. И нормално оваа техника си има предности, бидејќи полесно се работи. Така едноставна техника, полесно да изолираш цвет него да изолираш ембрион од ембрионална торбичка. Помала е веројатноста дека ќе го оштетиме ембрионот, така? И тоа е главното што треба да се спомне тука. Сега малце ќе збориме за опрашување, односно оплодување во инвитро услови. Значи, развитокот на методи за опрашување и оплодување во инвитро услови многу ни ги олеснува истражувањата за полово размножување кај вишите растенија. Сега ќе направиме некоја споредба. Значи, во инвиво, во природни услови, треба да имаш, нели, прашник, така, кој, нели, ќе има полен, треба да дувне ветер или некоја бувачка или како и да е, и да стигне поленот до плодникот, така, до устето на плодникот. Па треба да се пушти поленова цевка, која ќе стигне до, нели, до микропилата, на овулата, па, нели, треба да се пратат спиралните јадра, вегетативното јадро и така натаму, и да дојде до успешно оплодување. Значи, многу работа. И од кога ќе дојде до оплодување, нели, тој ембрион понатаму треба да се развие, да помине различни стадиуми, да формира себе и се тоа да биде успешно. Во ред. Значи треба многу работи да се случат. Но, ние во инвитро услови имаме различни методи кои се базирани на електрофузија, вака. Ние нема да влегуваме тоа како работи, но има метод на електрофузија и исто третмани со различни хемиски средства. Така, значи, вака. Кои може да се практикуваат врз ткивата од двата родители, така, без разлика дали е машко или женско, што ќе овозможи продирање на поленовата цевка во ембрионалната торбичка, али на поинаков начин од природното. Во ред, и дава поголема успешност. Видете, тоа на некој си начин и порано се правило нешто навидум вештачко оплодување, што не е баш инвитро, но знаете, порано сечеле прашници на природен цвет, ги носеле и ги
треселе на некој си начин во друг цвет. Така, со цел да го оплодат. Сега, они не контролирале како ќе се формира ова поленовата цевка, но сепак, тоа е на некој си начин на наводници вештачко плодување. Но сепак и така правиле вкрстувања по избор, така земеш цвет од едно, го ставиш кај цвет од друго, и правиле вкрстување. Но, и они кога правиле поново вкрстување, тоа не давале успешни ембриони, така бидејќи изумирале ембрионите. Сега ние можеме вака да направиме вкрстување, така, да биде успешно, и ембрионот потоа ќе го култивираме и ќе добиеме растение кое може всушност да се регенерира. И денес овој метод на оплодување во инвитро услови се практикува кај пченката и оризот. Така, значи, ова главно сега се практикува кај пченка и ориз. И воопшто овие методи заедно со култивирањето на ембриони се многу битни за правење на хибридни растенија. Значи, овде само сакам да спомнам дека постои метод на електрофузија и хемиски третман на растителните ткива од мајката или таткото со цел да се овозможи вештачко оплодување. Сега како за крај ќе ја спомнеме една техника која се нарекува булбозум, значи булбозум техника, која служи за добивање на моноплоиди, односно хаплоиди. Сега, што се случува? Ако вкрстиме растение Hordeum vulgare со Hordeum bulbosum, во инвиво услови, околу 10 дена ембрионот ќе пропадне. Така, значи, после 10 дена пропаѓа ембрионот. Значи, тоа е неуспешно вкрстување. Но, во инвитро, ние можеме да го изолираме ембрионот и да го поставиме на посебна хранлива подлога, на тој начин што ќе се елиминира една од хромозомските гарнитури. Во ред. Така што ќе се добие растение кој ќе има само 7 хромозоми. Инаку би требало да има 14, бидејќи така растениово родител и двете растени родители имаат 2n14, значи секој од нив донира по 7 и би требало ова растение да биде 2n на 14. Така нормално. Бидејќи едната хромозомска гарнитура се елиминира, ова е од булбозум, тоа што се добива е растение само со 7 хромозоми. Но хромозомите да наследени се само од вулгаре, така значи само од вулгаре ги добива хромозомите, но митохондриите се добиени од двете и хлоропластите се исто така од двете растенија. Така што само во однос на хромозомите, нели, е со една гарнитура. И оваа техника има големо значење за добивање на хаплоидни растенија и многу има поголема предност во однос на култура на антерии, односно андрогенеза, бидејќи се добиваат многу поголем број на хаплоидни растенија за пократок временски период. Добро, тоа беше главно се за ова видео, се надам дека научивте нешто ново и ќе се видиме во наредното видео. Довидување.